Почитувана председателке, почитувана министерке, почитувани колеги пратеници, почитувана јавност, почитувани граѓани. Денес не расправаме само за техничка измена на еден буџетски документ, не расправаме само за бројка плюс или бројка минус. Расправаме за предлог ребаланс на буџетот за 2026 година, документ кој покажува како државата се прилагодува на реалните економски движења, иако и како ги следи приходите, како ги контролира расходите и како ги насочува средствата таму каде што тие создаваат најголема вредност. Овој ребаланс е документ за реализирање на проекти и позадоволни граѓани. Овој ребаланс не е документ на паника. Не е документ која менува економската насока, туку документ која засилува насоката за развивање, раст и напредок. Овој документ крати таму каде што нема приоритет, а зголемува таму каде што има развоен, економски и социјален ефект. И затоа денеска сакам да зборувам со бројки, со споредби, факти и економска логика. Да, сакам да зборувам од собранието, каде што е местото на оваа дебата, каде што денеска се присутни и министерката за финансии, и заменикот министерот за финансии, но и луѓето кои што се одговорни за овој ребаланс. Да почнеме од главната рамка. Со предложениот ребаланс вкупните приходи се зголемуваат од 374,9 милиарди денари на 379,5 милиарди денари. Тоа е зголемување од 4 милиарди и 575 милиони денари или 1,2%. Вкупните расходи се зголемуваат од 414 милиарди и 174 милиони денари на 425 милиарди и 774 милиони денари. Тоа е зголемување од 11 милиарди и 600 милиони денари, односно 2,8%. Дефицитот се зголемува за 7 милиарди и 25 милиони денари и изнесува 4,1% од бруто домашниот производ. Сега да бидеме јасни. Суштината не е само дали дефицитот расте, суштината е за што се користи тој фискален простор. А тука бројките се многу јасни. Средствата за капитални инвестиции растат од 40 милиарди и 122 милиони денари на 45 милиарди и 936 милиони денари. Тоа е зголемување за капитални проекти, тоа е оваа ставка, од 5 милиарди и 814 милиони денари или во проценти од 14,5%, односно ставката која што генерира изградба на капитални проекти се зголемува во ребалансот за 14,5%. Развојните подпрограми достигнуваат 41 милиарда и 58 милиони денари, што е зголемување за 4 милиарди и 215 милиони денари, односно 11,4%. Значи, ако некој сака да зборува само за дефицитот, јас сакам да зборувам за структурата на дефицитот. Бидејќи кога капиталните расходи растат за 5,8 милиарди денари, кога развојните подпрограми растат за 4,2 милиарди денари, тогаш не зборуваме за празна потрошувачка. Зборуваме за патишта, за железница, за општини, водоводи, канализации, пречистителни станици, здравствени установи, училишта, студентски домови, спортски објекти и животна средина. Тоа сметам дека е суштината. Овој ребаланс не треба да се мери според тоа колку пари се трошат, треба да се мери според тоа што се создава со тие пари. Ајде да ја видиме реализацијата. Во првите 5 месеци од 2026 година вкупните приходи изнесуваат 140 милиарди и 162 милиони денари. Тоа е за 5,7% повеќе од истиот период претходната година. Даночните приходи се повисоки за 4 милиарди и 691 милион денари или за 6,3% споредено со истиот период претходната година. ДДВ-то е повисоко за 16,4%, данокот на личен доход расте за 11,7%, данокот на добивка расте за 14,9%. Ова е споредено овој период, оваа година со тој период од претходната година, значи за една година. Месец јуни 2026 година е рекорден месец за наплата на царинските давачки во Република Македонија. Кога ќе ги споредите првите 6 месеци од оваа година со првите 6 месеци од 2025 година, врз основа на царински давачки имаме наплатено 50 милиони евра плюс. Ова не се бројки на економија што стои, ова се бројки на економија која што е жива, која што функционира и која што работи. Од расходната страна, во првите 5 месеци се реализирани 168 милиарди и 614 милиони денари. Тоа е 13 милиарди и 230 милиони денари повеќе, односно раст од 8,5% во однос на истиот период претходната година. Сега што тоа значи?
Капиталните расходи, оние расходи кои што се за финансирање на капитални проекти, се повисоки, односно се 4 милиарди, се зголемени за 4 милиарди и 747 милиони денари, односно 44,8%. Тоа значи дека оваа година се потрошиле 44,8% повеќе средства за финансирање на капитални проекти него претходната година. Платите на доместоците се повисоки за 1 милиарда и 613 милиони денари или 8,4%, што доаѓа во тесна корелација со процентот на покачената нето плата. Значи, ако покачената нето плата е 8,2%, овој пат од буџетот се потрошиле 8,4% повеќе отколку претходната година. Повторно ќе кажам, капиталните расходи до мај се 44,8% повисоки. Тоа значи дека зборуваме за реализација на проекти, бидејќи се потрошиле и овие средства се потрошени затоа се во реализираните средства. Од приходната страна многу е важно да се каже дека ребалансот не е направен со напумпани даночни приходи. Напротив, даночните приходи се ревидираат надолу за 911 милиони денари, односно 0,4%. Корекцијата доаѓа главно од акцизите, кои се намалуваат за 1 милиарди 652 милиони денари или 4,6%. И тука треба да бидеме прецизни, не се работи за намалување за слабост на системот, туку поради аплицираните мерки од страна на владата и намалената акциза. Во исто време ДДВ-то се ревидира нагоре за 890 милиони денари. Неданочните приходи растат за 1 милиарда и 965 милиони денари или за 6,8%. Донациите растат за 2 милиарди и 714 милиони денари, односно 36,7% и достигнуваат 10 милиарди и 108 милиони денари. Тоа значи дека приходната страна е предпазлива, дека не се градат приходи на желби, туку се градат приходи на реална наплата, на неданочни приходи, на донации, на предпристапни фондови и на подобра институционална координација. Инаку да симплифицирам, ова значи кога некој од политичарите кои што доаѓаат од мнозинството на власта ќе каже дека сме шампиони во реализација на европската агенда, токму од тука можете да видите каде тие средства и ќе бидат аплицирани. На расходната страна исто така да не се манипулираме, овој ребаланс не зголемува се. Платите на доместоците се зголемуваат за 1 милиарда и 128 милиони денари, достигнувајќи 53 милиарди и 756 милиони денари. Ова се средства за колективни договори и за законски обврски. На расходите на стоки и услуги се намалуваат за 800 милиони денари. Да повторам, расходите за стоки и услуги се намалуваат за над 800 милиони денари. Тоа е рационализација, дисциплина и пренасочување од тековна потрошувачка кон приоритети. Субвенциите и трансферите растат за 3 милиарди и 94 милиони денари или 10,4%. Овие средства идат за земјоделие, железнички сообраќај, студентски и ученички стандард, породилно боледување, мој ДДВ и други приоритетни расходи. Социјалните трансфери растат за 2 милиарди и 234 милиони денари. Социјалната компонента останува најголема во расходната рамка, затоа што пензиските обврски, здравствената заштита и таргетираната поддршка за ранливите категории не се политички луксус, туку се обврска на државата. Капиталните расходи, уште еднаш повторувам, достигнуваат 45 милиарди и 936 милиони денари и тоа е најсилниот развоен сигнал во целокупниот овој стратешки документ. Кога велиме капитални расходи, не зборуваме општо. Другите градежни објекти, така се вика ставката, се зголемуваат за 2 милиарда и 801 милион денари, капиталните дотации до општините се зголемуваат за 1 милиарда и 683 милиони денари и купувањето опрема и машини се зголемува за 1 милиарда и 83 милиони денари. Капиталните субвенции за предпријатија се зголемуваат за 899 милиони денари. Најголемо учество во оваа категорија, значи за реализација и за изградба на капитални проекти, имаат другите градежни објекти со 13 милиарди и 369 милиони денари, опрема и машини со 12 милиарди и 298 милиони денари и капитални субвенции со 10 милиарди и 532 милиони денари. Овие намерно ги кажувам екзактно со цифри, бидејќи се конкретни ставки, конкретни пари и конкретна развојна логика. Ајде да видиме што значи сега ова по функции, да го расчлениме. Функцијата заштита на животна средина расте за 1 милиарда и 728 милиони денари, односно 30,8%. Само кај намалување на загадувањето има зголемување од 1 милиарда и 607 милиони денари или 63,7% зголемување. Управување со отпад добива 74 милиони денари повеќе.
Социјалната заштита расте за 1 милијарда и 838 милиони денари. За стари лица и детска заштита има 209 милиони денари повеќе. Здравството расте за 1 милијарда и 811 милиони денари, односно 3,1%, а вкупниот буџет достигнува 60 милијарди и 568 милиони денари. Само кај основната здравствена ставка има 1 милијарда и 572 милиони денари, а кај другите функции на здравството, значи зборувам плюс, од овој буџет што сме го имале за 2026, ова е сето плюс, уште плюс 250 милиони денари од која ќе се изгласа овој ребаланс. Образованието расте за 1 милијарда и 76 милиони денари. Помошните служби во образованието растат за 414 милиони, високото образование за 220 милиони, а средното образование за 172 милиони денари плюс. Живеалиште и развој на заедницата растат за 1 милијарда и 100 милиони денари, односно 45,7%. Водоснабдувањето расте за 259 милиони денари или 53,4%. Рекреација, култура и религија расте за 473 милиони денари, а спортските и рекреативните услуги добиваат 249 милиони денари повеќе, а услугата за културата 229 милиони денари повеќе. Ова е граѓански превод на овој ребаланс. Значи почист воздух, подобро здравство, повеќе образование, повеќе водоснабдување, повеќе култура, повеќе спорт и повеќе грижа за ранливите категории. Кај владините програми, децентрализацијата расте за 1 милијарда и 491 милион денари. Најважно, инфраструктурните проекти во единиците на локалната самоуправа растат за 1 милијарда и 685 милиони денари или 66,1% и достигнуваат 4 милијарди и 235 милиони денари. Тоа значи дека општините не се споредна ставка, туку се централна развојна платформа. Железничката инфраструктура добива 743 милиони денари повеќе, што е раст од 25,3%. Интеграцијата во Европската унија расте за 1 милијарда и 398 милиони денари повеќе или 49,9% повеќе од иницијалниот буџет за 2026 година. ИПА се зголемува за 816 милиони денари, руралниот развој за 520 милиони денари повеќе. Инвестициите во образованието растат за 75 милиони, а енергетски ефикасна рехабилитација на студентските домови за 96 милиони денари плюс. Одбраната и безбедноста растат за 563 милиони денари, а комуникацијските технологии за 55 милиони денари плюс. Сега, сакам да зборувам за клучниот доказ за ова се што го наведов, а тоа се развојните подпрограми во буџетот. Таму каде што се финансираат капиталните проекти, за кои што ние тврдиме, укажуваме и за кои што предлагаме да се гласа во собранието. Тие достигнуваат 41 милијарда и 58 милиони денари повеќе, односно кумулативно, што е зголемување од 4 милијарди и 216 милиони денари или 11,4% повеќе. Во здравството, развојните подпрограми, внимавајте, растат за 94,4%, односно околу 300 милиони денари. Реконструкцијата и доградбата на јавните здравствени установи расте за 187% и достигнува 460 милиони денари. Во образованието, развојните подпрограми достигнуваат 2 милијарди и 144 милиони денари, односно зголемување за 220 милиони денари. Инфраструктурните проекти во општините растат за 120 милиони денари од аспект на проекти кои што треба да се реализираат од аспект на образование, а студентските домови преку енергетска ефикасност за 96 милиони денари плюс. Значи додаваме 96 милиони денари плюс. Во социјалната политика, развојните подпрограми растат за 58,8%, односно за 156 милиони денари. Инфраструктурните проекти во општините растат за 113%, достигнувајќи 376 милиони денари. Во транспортот, развојната компонента достигнува 13 милијарди и 803 милиони денари. Тоа е зголемување за 1 милијарда и 660 милиони денари или 13,7%. Железничката инфраструктура расте за 743 милиони денари, а инфраструктурните проекти во општините од аспект на Министерството за транспорт до крајот на годината ќе добијат 665 милиони денари плюс.
Кај одбраната, развојните подпрограми достигнуваат 9 милиарди и 453 милиони денари. Кај НАТО интеграцијата има зголемување од 763 милиони денари. Кај Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој има зголемување од 190,9 милиони денари или 21,1%. Сето ова кое што го набројав, сите овие бројки кои што ги набројав, граѓаните треба да ги гледат само низ една призма. Ова се плюс пари, ова се дополнителни пари кои што владата ќе ги издвои за да може да се реализираат проекти на терен. И сега таксативно, за да нема дилеми дека овој ребаланс е развоен, реален и економски оправдан, ќе си дозволам на себе си да и цитирам неколку ставки кои што сметам дека се суштински. Дирекција за заштита и спасување под програма 20, заштита и спасување зголемување за 64% или 197 милиони денари. Агенцијата за иновации добива 140 милиони денари повеќе. Кај купување опрема има зголемување за 2500%, а вложување во нефинансиски средства 7100%. Зошто е ова важно? Бидејќи преку оваа агенција оди планот за поддршка на вработување, кој што е нешто многу важно и затоа сметам дека треба да добие простор во говорот. Министерство за финансии, функции на држава под програма МД, рурален развој се зголемува за 146% или 370 милиони денари, а под програмата МЕ ИПА 2 за 800 милиони денари. Министерството за економија, програма 12, контрола на пазарот се зголемува за над 10 милиони денари. Цените мора да останат стабилни. Министерството за животна средина и просторно планирање во програмата 2 заштита на животна средина има зголемување за 62%, а под програмата мојата омилена АА инфраструктурни проекти во општините има зголемување за 113% или 300 милиони денари. Ова сето се проекти кои што општините ги побарале, а централните институции ќе ги финансираат. Тие проекти се секако мерливи и секој од нас може да ги провери ако отвори веб страната proekti.gov.mk. Министерството за транспорт и врски во подпрограмата 2К, проект за улеснување на трговијата и транспортот има зголемување за 152% или 373 милиони денари, а подпрограмата АА инфраструктурни проекти во општините има зголемување за фантастични 664 милиони денари. Министерството за земјоделство во програмата 6 водостопанство има зголемување за 57%, Агенцијата за финансиска поддршка на земјоделието во програмата 2 има зголемување за 1,1 милиарди денари. Министерството за социјална политика, демографија и млади има зголемување во програмата за центрите за социјална работа од 106 милиони денари, а во подпрограмата 4А објекти за заштита на стари лица има зголемување за 60%. А пак во подпрограмата АА инфраструктурни проекти во општините зголемување за 113% или 200 милиони денари нови средства обезбедени од ребалансот за реализација на проекти. Министерството за образование, програма за основно образование, зголемување за 193 милиони денари. Програма средно образование, зголемување за 205 милиони денари. Програма за високо образование, зголемена за 200 милиони денари. Програма за ученички стандард, зголемена за 5 милиони денари, а пак студентскиот стандард зголемена за 435 милиони денари. Под програмата АА инфраструктурни проекти во општините е зголемена за 10 милиони денари. Под програмите за реконструкција на ученички и реконструкција на студентски домови се зголемени кумулативно заедно за 100 милиони денари или ако сакате во процент за 245% повеќе средства. Министерството за спорт под програма АА инфраструктурни проекти во општините зголемено за 667% или нови 200 милиони денари. Министерството за култура и туризам под програма АА инфраструктурни проекти во општините зголемена за 323% или 200 милиони денари плюс. И последната ставка, Министерство за здравство под програма 1А реконструкција и доградба на објектите во ЈЗУ е зголемена за 190% или 300 милиони денари. Логичното прашање, ако ова не се аргументи, тогаш што е аргумент? Ајде да зборуваме малку и за макроекономијата. Во првиот квартал од 2026 година бруто домашниот производ порасна за 3,1%. Проекцијата за годината е 3,5%. Да, таа е ревидирана од 3,8 на 3,5, но тоа не е затоа што домашната економија колабира, туку поради надворешни ризици, Блиски Исток, енергенси, нафта, увозни цени и глобална неизвестност. Инфлацијата е ревидирана на 4,5%, а тоа е нормално, реалистично, а не вештачки оптимистичко планирање.
Градежништвото расте за 7,2%, нискоградбата, нешто што е многу важно, расте за 24,5%. Специјализираните активности растат за 17,5%, индустријата во април расте за 7,6%, странските директни инвестиции во првиот квартал изнесуваат 218,6 милиони и растат за 46,8% споредено со претходната година. Овој ребаланс не е фискална паника, овој ребаланс јас би кажал дека е фискална адаптација. Кога ќе го погледнеме ребалансот бројка по бројка, ставка по ставка, сликата е јасна. Приходите растат, но не се напумпани. Расходите растат, но има рационализација. Стоки и услуги се намалуваат, капиталните расходи растат, социјалната заштита расте, здравството расте, образованието расте, животната средина, општините и земјоделството добиваат повеќе. УЈП и царина, институциите за наплата се зајакнуваат, а развојните подпрограми растат. Што добиваат граѓаните е логичното прашање. Подобри патишта, подобра локална инфраструктура, водоводи и канализација. Добиваат многу посилни здравствени установи, студентски домови, спортски сали, животна средина, подршка за земјоделството, социјалната сигурност. Затоа мојот став е јасен, овој ребаланс треба да се подржи, затоа што е реален, структурен, развоен и насочен кон потребите на граѓаните. Ова е победа на бројките над манипулациите. Затоа, почитувани колеги, ако сакаме да зборуваме честно, тогаш мора да зборуваме бројка по бројка и ставка по ставка. А бројките покажуваат дека овој ребаланс создава вредност. Ви благодарам и се извинувам што го надмина времето.